Aziz. Dobro večer, Македонија. Добре дојдовте во уште едно пуштање на А1 телевизија. Недела 22 часот и неколку минути. Се надевам дека ќе го задржиме вашето внимание пред телевизиските екранчиња, доколку нешто сгрешиме вечерва со квалитетната музика и уште по-квалитетните гости. Се надевам дека ќе најдеме спасение, а вие ќе најдете простор да ни простите. Драги мои, имаме ексклузивни гости за вечерва, значи нешто што во опуштено ретко го имаме. Имаме звезда балканска која на овие простори екзистира многу одамна и остава печат огромен зад себе, кога ќе ви кажеме, да речеме дека има продадено 2 милиона плочи, драги мои, на овие простори. Тоа е да се усереш од среќа и да посакаш едноставно да си на незиното место, за да видиш како изгледа животот на една мега популарна звезда. И сега го нашите прекрасни редовни гости со нас, бендот кој постои подолго време, но го знаете женскиот дел од бендот многу подобро и се прашувате каде е бендот која ќе ја видите сама. Значи, добро вечер за Неда Украдени, за Силви Бенд. Имаме вештачки аплауз. Вештачки да се придружиме. Добре дојдовте во опуштено, многу ми е драго што сте наши вечерасни гости и ќе почнеме со госпожа И мене Украден. е многу драго. Да, вие сте после 17 години овдека кај нас на официјален концерт во Македонија, така? Така е. 17 години. Имавте малку некои инцидентни доаѓања, гостувања по телевизии и какво е чувството да се дојде на голем концерт, онака како што заслужувате? Прекрасно, да? Da, ja sam zaista uvijek bila neko ko je veoma rado dolazio u Makedoniju, zato što su mi bili odlični koncerti, odličan susret sa publikom, fantastičan muzikalan narod i mi svi pevači smo voleli najviše da pevamo. Evo sad smo pričali sa Ganetom Pecikozom i Zabranjeno pušenje i svi drugi ovi bendovi koje znam ja iz Sarajeva, koji su ponih. Mi smo nekako najviše voleli da dođemo u Makedoniju. Zašto? Zato što prvo dobro se jede. Ке смениме една буква. A drugo što je publika tako muzikalna i tako se dobro to, uvek koncerti su bili da je uvek bio merak doći, stvarno. Значи, кад хочеш да се наједеш, hoćeš... A i napiješ dobro vina, dobro vina. Да се настапува и да се свири со една волкава мега звезда на овие балкански простори представува потврда за тоа кој е Силви Бенд, нели, меѓу другото, и квалитетот. Како го делите вие тоа чувство, каква емоција предизвикува кај вас? Во секој случај, вистинско задоволство, бидејќи јас морам да кажам дека добар дел од мојата младост помина со песните на Неда. И од мојата друга. Така да, еве да еден ден бидеме заедно на иста сцена ми причинува голема чест и задоволство. Види, добар дел од мојата интимна младост помина со повеќе. Она... Шали се. Meni je to golem kompliment. Да знаете и мене. Malo mu je deformirana desna ruka zbog nas. Pa nije mogla da uči klavir da svira. Знаете како? Burna je mladost. Н-Е-Д. Едно време сакам да тетовирам. Како се чувствува човек кој има 2 милиона продадени плочи? Malo više. Malo više. Тоа е до 85-та, така, ова зборуваме до 85-та година. Ja sam u tim zlatnim 80-im, tim zlatnim godinama jugoslanske pop muzike zaista imala sreću da sam rabotala sa mnogo dobrim kompozitorima. I oni su mi davali odlične pesme. Đorđe Novković, Rajko Dujmić, Mato Došan, Zrinko Tutić, Kemal Monteno, Kornelije Kovač, Marina Tucaković. To su sve autori sa kojima sam ja mnogo dobro sarađivala. Znaš kako se sad postaje zvezda? Odeš prvo kod plastičnog hirurga. Dobro. Kažeš dobar dan, dobar dan. Uzmeš sliku u džep. Da li bi ja mogla nove sise? Kao može, nema problema. Koji ćeš broj? Oj, daj mi jedno 6, 7, 8. 42. Kaže, pa nemoj. 45. Nemoj, kaže, to puno ti je, mnogo ti je. Ma ne, stavi mi za sve pare. Sise za sve pare. A onda ideš kompozitoru posle. After. Vidi sise. Talent. Ja mogu da postanem pevaljka. Treba album, dečko. Vidi bolje, vidi fotos. Ali tada nije se moglo tako baš, znaš, pevati.
pokažem Ovo je u ušte tekstu. Žeško CD, znači Žeško, ovo je e. ta Koštana Što туку and испечено. Silvi Band. Da. Омотот се чека да се испече. Омотот Така, се ова ќе се чека. најде во продажба, нели? Веќе од следната недела. Веќе од следната Да, недела. ќе направиме претходна промоција на која што ќе бидете поканети Каде ќе сите се- вие. Без Потоа вас не веќе правиме ќе промоција. почне во продажба, за потоа да следи концерт во Универзална сала токму со овој материјал, со песните од Коштана. Formalarını vücudu 90-60-90. www.bomba.com Не ги пусте ту неделю у 10. Не, болje би у петак. Не у 10 и по. Па еде кон на 8. Не, пуштете ги реприза. Не у 10. Још ми се на другу телевизија. Не е готова емисија, не. Веро, ти си издадеш нешто, Веро, разбуди се. Глумица моја роја. Па ти ли си? Зборила кад сањаш, док спиеш збориш. Не, Веро, чудно, зашто питаш? Дека кад се ебеш чутиш се добре. Како не, друго ти е сон. Веро, боеш това, šta си замислиш, Веро? Да се пофалимо с нови зуби одма. Мене многу добро ми стои. Мене исто излазни. Брусени куде манџара, полирани. Болje ова Шеске, да, За неду се средимо малце, не? гревата жена да разбиди купаве. Од кад го знаеш ти њуна? Од време на партизани, Веро. Позната беше. Партизанка. Да, по презиме, да. Италијанка. Ја, нали онај песма Млада партизанка, бомбе бацала. Бомбе баца. Види го бре како нонека ќе остарава квака ми да знаеш. Ама нима време да се измисли доле. То њој не Да, године. исто. Југословенска Тина Тарнер. Да, да, да ти глумиш стару жена. Бритни Спирс. Замисли, А? Да те виду. Да те виду, ај. Те пајам. Бајам. Бајаг. Навлеке го на дрогу, па го испона крашија. Джало е криво. Веро. О, плевнеш. Ој, дете, од кој индијанско племе? Ова е Танзани. А? Озбилно? Плевнеш старо. Мохиканско презиме. Ево ми се смија куде. Манжови зуби. Лосно се мести. Да, бесплатна монтажа. Он ти даде и двете златца за подобно. И вика, рука не наплакаме. Ще ја ке ти не отплатам рука. Зуби нека идем гомнати да си живо и здрава. Чака! Јока, да не га драпам. Мисла била бензово. Добре, Веро. И да каже, кол не мора никој. Сам ки иди. Ено ги колона бендови. Ама наручиле му више, оно знаеш, тупан позади, устно армонику само ки свири, ке лупа тупан гитара. Кад ќе застанеш у Милке на железничко. Да, Што ми не гласно ми. О, свеќе да сам ми се слеу многу кореографiju, преста гаджу. Болje било да оно мајмунче капуцинар. Собира парке за нас. И сам собира парке. За нас. Срдачно не пречвека у носу. Пулјовцо. У носу. Срдачно не испратија. Изосла. Значи ова зуби се ладна. Од сута идем. Тоа е интересно, ова презиме во Украден, вели вака дека Павловичи и Бојаничи, тоа биле две фамилии, тоа е ала Ромео и Јулија, некоја приказна Така е, модерна да. балканска, земал некој ваш предок, девојка Едно која не девојко, смеел да да. добие. Ке ни објасни? Украo je sa svadbe. Ona je trebala da se uda za drugog. I on je nju... Ali verovatno su se oni šmeknuli ranije, znaš. Шмекнули? Tako da je ona- Мислите на шмекнули баш или? U smislu... Имаш нешто у око. Face to face. Е, љубави, нешто ти вири из ока. Провериме шта е. Tako da je ta lepa neka devojka je bila ukradena, pa gdje su oni, pa iz ukradena, pa ona ukradena i tako je ostalo. U svakom slučaju to je vrlo unikatno prezime zbog koga sam ja prolila mnogo suza. Sad ću ti reći zašto. Zato što se moj otac, koji je bio krim inspektor, on se stalno selio, znaš. Selili smo se stalno iz grada u grad, tako je premješten sa službom. I kako bi ja došla u novi grad, dođem u učionicu, u školu. Kako se ti mala zoveš? Evo, dobili smo novu učenicu. Kako se ti zoveš, sine? Kako se vikaš? A ja ovako. Ne da ukrad. Sad ovaj kaže, kako? Ja kažem, ne da ukrad. Sad ja znam šta me čeka. Jer uvijek je ono, kako? I kad čuju kako se prezime, onda ha. Znaš, i jedno 3 meseca tako. O, ko te ukrao, Neda ukraden, Meda, Peda, Meda. Znaš, niko se nije u Bosni zvao Neda. I onda niko ne veruje, kaže, kako se ti zoveš? Ja kažem, ja se majke mi zovem Neda ukraden. Potpuno te
razbiram moje pravo ime Diego. Kako se nikaš A Diego? ja sam Sebastian. Ама не сум бак, само се Себастијан. Basti mali. Moja baka od mame se zvala Nedja. Stvarno? Da. Ali meni je stvarno pravo ime, nije skraćeno ime. Da, i njoj je isto pravo. Jer ime obično Nedja. su bile ili Nedeljka